Емоционалното јадење е еден од многуте начини да се справите со проблемите. Храната нуди задоволство само во одреден момент, не допирајќи до суштината на проблемот. Емоционалната глад е желба што не потекнува од физичките потреби на нашето тело, туку од копнежот да се пополни емоционалната празнина. Здравата и избалансирана храна, физичката активност и поставувањето на јасната цел е почеток на големите промени кои пред се треба да ги направиме за нашето тело и здравје. Секогаш од понеделник или од 1 јануари, јас баш прашав на мојот профил дали почнавме со промена, пошто е 1 јануари. Одговорите 70% беа не. Тоа е само лажење на психата за нешто што не сакаме да го направиме. Ние имаме желба, ама не сакаме и не сме подготвени, затоа што имаме најчесто и многу ригорозни размислувања околу здравиот начин на живот и мислиме дека ќе бидеме робови. А напротив, робови сме кога трупаме храна во нас што не ни одговара, што сме изморени цел ден, без фокус, нервозни, под стрес. Емоционалниот глад се решава многу брзо, кога личноста ќе биде свесна дека го има тој проблем, ќе побара помош. И јас како ментор работам со нив и на психолошкиот аспект, за да дојдеме до тие тригери, трауми од порано, за да се освестат зошто го имале тој емоционален глад и после тоа се веќе многу полесно. Емоционалниот глад го има повеќе од 90% и тој се разликува по тоа што се јавува нагло и телото ни бара и организмот брза и мрсна храна или шеќери. Додека физичкиот глад доаѓа споро и бавно и имаме време мозокот да ни направи разлика од тоа што да земеме да јадеме. И тогаш јадеме свесно, додека со емоционалниот глад најчесто се случува и да дојдеме и до прејадување, потоа следи каење и така вртење во круг. Поддршката е клучна и затоа моите девојки многу пати, дури имам по 20, по 30 години се мачат да дојдат до идеална килажа и не успеваат, затоа што прво не го знаат процесот и гледаат класични диети, ако успеала комшиката ќе успеам и јас, меѓутоа не е така. Мора да се најде коренот на проблемот зошто е дојдено до таа тежина. А поддршката во тие моменти е најважна, затоа што од целиот живот они веќе ја немаат и таа самодоверба, за жал, и не веруваат во себе. А тука сум јас да им ја дадам таа самодоверба, да ги потсетам што направиле минатата недела, дека извежбале 4 пати, дека имале барем 4 дена здрави оброци. И да станат свесни дека веќе се грижат за себе и дека тие се многу големи успеси кои што на крај ќе ги донесат и до главната цел, намалени 30-50 килограми. Стресот е виновник за килажата. Тој има некои хемиски реакции кои што ги прави, па ги задржува мастите, па ги блокира да не се топат и така натака. Меѓутоа, најчесто стресот го лечиме со храна. И мислиме дека тоа е правилниот избор и тука и тоа е емоционално прејадување и јадење. Меѓутоа, стресот се лечи на многу подруг начин и поздрав, со пешачење, со направен тренинг, со прочитана книга, со запишување дневник. Меѓутоа, тие работи изгледаат многу потешки да се направат и да се почнат, отколку да се отвори фрижидерот и да се изеде цело. Водата има клучна улога во организмот. Не чекајте да бидете жедни за да пиете вода. Кога сте жедни, веќе сте дехидрирани. Затоа направете си навика за пиење на вода во одредени делови од денот, без разлика дали спортувате или не. Водата е неопходна во вашиот живот. Вежбајте, така ќе го потикнете телото да бара повеќе вода, бидејќи таа е основното гориво на нашиот организам. Водата пред се е најдобра да се пие са бајле за да го хидрираме телото, затоа што додека спиеме ние сме дехидрирани. Потоа во текот на денот е убаво да се хидрираме секако од литро и пол до 2. Меѓутоа и таа вода не треба да ја пиеме на екс, затоа што само ќе исфрлиме, треба да ја пиеме постепено и полека, а да се налеваме со вода исто така не е здраво. Да пиеме по 7-8 литри дневно, меѓутоа ако си спортист и ако вежбаш, добре да имаш и до 2,5-3 литра дневно испиено, меѓутоа за еден нормален организам литро и пол до 2 е сосема доволно. Секако дека моите девојки јадат и торта, јадат и благо. За празници знаат да земат и баклава и што и да е. Меѓутоа 80% до 90% они им е чисти исхранати. И кога ќе направат мерки и после изедена торта од роден ден или што и да е, тие се со минус килограми. Затоа што тоа не е секојдневно прејадување. Тоа не е секојдневно конзумирање на благо и шеќери. А веќе се свесни и после 2-3 недели она која ќе земе нешто благо, веќе нема таа желба и страст што ја имала претходно. А тоа е затоа што ја сменет мајндсетот, размислувањето и веќе е навикната на здрави и збалансирани оброци. И веќе таа храна им пречи на некој начин.
вистинско време јас би кажала дека е вчера и дека никој не треба да чека да слабее за лето или за роден ден, за свадба, затоа што пред се во твоето тело си 24 часа. И ти ако не си задоволен со тоа што го гледаш во огледало или бегаш од огледалото, тогаш нема вредност ништо што правиш, кога ти сам со себе не си среќен. И затоа е најдобро да се почне вчера и веќе за 4 месеци да бидеш задоволен од себе. Кај мене во програма девојките се рекреативци, дури имам некои што никогаш во животот не вежбале, а денеска не можат без тренинг, затоа што бенефитите од тренингот се огромни, како по физичкото, така и по менталното здравје. И јас, тоа ми е можеби главното на пирамидата кога станува збор за трансформација, секогаш велам не може исхрана без тренинг или тренинг без исхрана ако сакаме промена. Бенефити има по тоа што градиме мускулатура, го исфрламе стресот, ментално се зајакнуваме и слично. Така да за еден рекреативец доволно е да вежба 30 минути 4 пати неделно. Јас имам лично повеќе од 5 девојки кои што сме го средиле проблемот со тироидната жлезда само со тренинг и збалансирана исхрана. Сме регулирале шеќер, моментално имам девојка која што од 20 шеќер промили сега е од 6,5 до 7 и е се регулирано. Од полицистични јајници, од девојки што не можеле да забременат, се мачеле многу, па после месец и пол од тренинг и здрава исхрана веќе е тоа све решено, така да мора да вежбаат и треба да вежбаат, ако сакаат да бидат поздрави и можеби да дојде до решавање на нивниот проблем. Редовната физичка активност не штити од разни болести. Почнете од денес и засакајте се себе си. Вашиот тренинг и исхрана ќе ве направат среќни и исполнети, а со тоа ќе започнете да живеете нов и посреќен живот.